Почитувани гледачи, добро вечер. Започнува централниот дневник на телевизија Кочани. Во него донесуваме. Средствата од Швајцарската агенција за обнова и развој наменети за сливното подрачје на река Брегалница ќе се користат за водоснабдување и уредување на речните корита. Во општина Зрновци се гради повеќенаменско игралиште на Агенцијата за млади и спорт. Во општина Чешиново Облешево во тек е реализацијата на повеќенаменското игралиште и улица. Во основното училиште Свети Кирил и Методи одбележан денот против уништувањето на природата. Преку игри и песни, децата од детската градинка Павлина Вајданова, клон 2, ја одбележуваат Светската недела на детето. Рутинска победа на кочанчанки од 4:0 на средбата со Речица во рамките на четвртото коло од Македонската фудбалска лига за жени. Со информациите од дневникот почнуваме веднаш по рекламите. Останете со нас. Железара Ником во Стришани веднаш до Фотолуна. Располага со голем број специјализирани производи со висок квалитет и најповолни цени. Над 3000 производи од рачен алат Макс Пулс до земјоделски машини, Топ Мастер производи, заштитни средства, работна опрема. Екстра попуст до 19 октомври. Високомонтажна батерија за вакујна 990 денари, работнички патеки Фумакс 1200 денари, моторна пила 3490 денари, компресор Макс Пулс 50 литри 6900 денари, агонна брусилка 850 денари, ударна бор машина 2600 денари, бор машина 850 денари, полукомбилизон Фумакс 750 денари, хидрофор 6500 денари, брусилка 2800 денари. Од 3 до 12 октомври голема продажна акција на Тигар Метал. Поцинкован лим 2 на метар 289 денари, 3 на метар 429 денари. Пластифициран лим во сите бои и димензии, по ваша мерка, по екстра цени. Сите видови елементи за ковани огради. Цевки и профили во сите димензии по екстра ниски цени. Шрафовска роба. Бои, лакови. Бесплатен превоз до вашиот дом. Тигар Метал, Кочани, во близина на автобуската станица. Сончеви колектори, Термосол Кочани. 20-годишното искуство и стручност на инженер Никола Соколов, вградени во сончеви колектори, ви гарантираат сигурна заштита и благодет во домот. Зошто да плаќате скапа струја? Вградете термосол систем за загревање на водата од сонцето и уживајте преку целата година. Сончевите колектори се најисплатливата инвестиција на секое семејство, а Термосол е единствената фирма која ви дава техничко упатство и гарантен лист. Обезбедува резервни делови за 10 години. Не чекајте, вградете колектор за да ја почувствувате енергијата на сонцето.
Најновите актуелни информации пренесени преку вашата омилена фреквенција, телевизија Кочани. Во Основното училиште Свети Кирил и Методи во Кочани одбележан денот против уништувањето на природата 8 септември. Меѓународниот ден против уништувањето на природата 8 септември во Основното училиште Свети Кирил и Методи во Кочани одбележан со акција за собирање на отпад и рециклирање на истата. Во акцијата се вклучија екоодборот, наставниците и учениците од училиштето. Станува збор за еколошка акција и насловена да се ослободиме од старата хартија во училиштето и дома. Таа е по повод Меѓународниот ден против загадување на природата и нашето училиште организираше и како втор дел од акцијата Македонија без отпад, кој се случи на 5 октомври. Нашето училиште на 5 октомври одржа трибина и дебата на која учениците самите изнесоа своји размислувања околу отпадот и сами донесоа своји заклучоци на кој начин сакаат тие да се ослободуваат од отпадот, односно од хартијата која може да се рециклира и од пластиката која може да се рециклира. Денес е 8 октомври, меѓународниот ден против уништување на природата и по тој повод ние организиравме акција да се ослободиме од отпадот, значи од старата хартија во нашето училиште. Училиштето Свети Кирил и Методи во изминатите денови со повеќе активности се вклучи во акцијата Чиста Македонија. Амбасадорот на ОПСЕ во Македонија денеска престојуваше во работна посета на Виница. Се сретна со градоначалникот Емил Дончев. Градоначалникот Емил Дончев денеска оствари средба со амбасадорот на ОПСЕ мисијата во Македонија, господин Ралф Бретх. При тоа градоначалникот Дончев го информираше високиот гостин за постигањата на општина Виница, како и за проектите кои се во тек на реализација. За време на својот престој во Виница, амбасадорот ги посети и двете основни училишта, Основното училиште Славчо Стојменски и Подрачното училиште Гоце Делчев во село Истибања и се запозна со работата на овие две училишта и условите за работа во нив. Под мотото "Биди модерен, селектирај паметно", компанијата Екопак Хит од Кочани додели садови за разделно собирање во сите 4 клона на детската градинка Павлина Велјанова. По повод Светската недела на детето, компанијата Екопак Хит од Кочани додели садови за разделно собирање во сите 4 клона на детската градинка Павлина Велјанова. Во петокот поделивме садови за разделно собирање во сите 4 клона во детската градинка во Кочани. Тоа е дел од наградата кој тие освоија во кога се одржуваше модната ревија. И иако тие има освоено значително помала награда, односно во помал износ, ние се одлучивме дека да одиме чекор понатаму и сите 4 клона да бидат покриени со тие садови за разделно собирање, кои ќе бидат дел од едукацијата која почна веќе во градинките и ќе трае по повод детската недела и по повод одобрението кое го добивме од Министерството за образование за кампањата која ќе ја спроведуваме и во детските градинки и во сите училишта во сите градови во Источна Македонија со кои Екопак Хит има подпишано договори за соработка под мотото "Биди модерен, селектирај паметно". Доделени се 16 садови за разделно собирање на отпадот, кој најмногу се создава, односно хартија, пластика или најлон, она што може да се рециклира. Многу важно исто е да споменеме дека тој отпад нема да го преземаме бесплатно, туку преземањето ќе се врши со мерење и тие ќе добиваат одреден паричен надоместок согласно пазарните цени. Значи покрај наградата која ја добија и отпадот нема да оди на депонија,
Првата работа е дека нема да ја загадуваме животната средина, а втората работа е дека ќе успеат да добијат и некој финансиски надоместок. Сега се зависи од тоа колку тие ќе создаваат отпад и колку финансиски средства ќе успеат да соберат, меѓутоа таквите резултати ќе можеме да ги видиме на крај на годината. Еве имаме 3 месеци, така да ќе имаме одредени индикатори колку парични средства собрале и зашто ги намениле. Оваа кампања ќе биде спроведена не само во градинките, туку и во сите основни училишта во Источна Македонија. Од 14 до 18 октомври во Домот на културата Тоша Арсов во Виница ќе се одржи 5-тиот фестивал на хумор и сатира Ин Виница Веритас. Денеска пресконференција на организаторот. Театарски представи од Македонија, Србија, Бугарија, работилници за карикатура со карикатуристите Миро Ѓоргиевски и со Александар Блатник, стендап комедии се само дел од содржините на овогодишното издание на фестивалот. На ова издание учесниците карикатуристи твореа на тема Вино, љубов, антика. И оваа година Виница ќе биде центарот на хуморот и на сатирата, можност за кратко да заборавиме на секојдневните проблеми и да уживаме во она што ќе ни го понуди фестивалот. Секоја година со нови содржини, секоја година се поголем и поголем интерес како и на учесниците, така и на аудиториумот. Директорот Славко Данев на денешната пресконференција детално ги најави активностите кои се предвидени за овогодинешната агенда на фестивалот. Распишавме конкурс за карикатура на која се пријавија 60 на автори со над 150 карикатури кои остануваат во трајно влаштиштво, значи трајна собственост на Домот на култура. Да ги спомнам кои се наградени оваа година, тоа се Неделјко Убович Србија, Ранко Гузина од Србија и Дамир Новак од Хрватска. Свеченото отварање на 14 октомври понеделник во 19:30 часот. Значи во едно доле како ќе влегуваат луѓето ќе има и свечено отварање на изложбата на карикатури од овогодишниот конкурс. И во 20 часот имаме едно интересно отварање, секоја година традиционално го отвараме со некоја театарска представа. Оваа година Весна Беби Петрушевска наменски спрема за овој фестивал една, да го наречеме, кабаре стендап. На 15 октомври, вторник, ќе има работилница за карикатура во училиштето во Виница, а веќе од 20 часот ќе ни гостува театарска представа од Трјавна, нашиот збратимен град, Народно читалиште Пенчо Славиков од Трјавна, Република Бугарија. Во среда, на 16 октомври, имаме работилница пак за карикатура и во 20 часот имаме една атрактивна представа. Ни гостува представата Пукла брука од Србија, во која учествува и главен актер е нашата Тијана Дапчевиќ. На 17 октомври имаме ни гостува театар Джинот од Велес со представата Ногите во бел сатен. И на крајот секогаш ние го завршуваме, значи 18 октомври, петок последниот ден со стендап, кој ќе почне малку покасно во 21 часот. Нашиот познат актер и стендап комичар Сашко Коцев ќе заокружи ова манифестација. И Виница Веритас оваа година ќе се одржи по 5-ти пат. Традиционално фестивалот на хуморот се одржува секоја година во Домот за култура Тошо Арсов и е под покровителство на Општина Виница и Министерството за култура. Преку игри и песна и децата од детската градинка Павлина Велјанова клон 2 кај Руен и одбележаа светската недела на детето. Традиционално, како и секоја година, децата од сите 4 клона на детската градинка Павлина Велјанова во Кочани со своји активности ја одбележуваат неделата посветена на детето. Со активност од областа на ликовното воспитување, физичкото воспитување и математиката, која што имаше и надпреварувачки карактер. Денеска и децата од детската градинка клон 2 кај Руен се вклучија во одбележувањето на светската недела на детето. Секоја година, освен воспитните активности што ги обавуваме секојдневно со нашите дечиња во градинката, така и оваа година ќе ја одбележиме неделата на детето со повеќе активности заедно со нашите дечиња од воспитната група и од втора мала, и од средна, и од голема група. Оваа година имаме подготвено неколку активности. Можам да кажам дека втора мала група имаме активност од ликовното воспитување,
во корелација со природа и општество, така да едната група имаат боење, а другата групичка имаат апликации ке прават едно овошно дрвце, заедно со помош на учителките. Имаме оваа година две средни групи, средна група 1 и средна група 2. Дечињата имаат подготвено игричка со надпреварувачки карактер, во корелација со природа и општество и во корелација со јазик. А додека најголемата групичка ја имаме подготвено активноста од областа на математиката или во корелација со физичко и со музичко воспитание, така што ќе се надпреваруваме, ќе играме, ќе имаме музички подвижни игри и така, значи сите заедно, дечињата со нас воспитувачките подготвивме активности од сите области што се обавуваат и во текот на годината и секојдневно во нашата градинка. Значи да ја одбележиме неделата на детето како што ни доликува, како традиционално што ја одбележуваме секоја година, така и оваа година. Посебна благодарност до сите дечиња од групите, бидејќи највеќе учество имаат дечињата. Порано имавме учество и на родители, кога имавме работилници или оживување на овоше, а додека оваа година, овој пат највеќе, значи се заслужни самите дечиња со помош на нас, учителките. И утре децата од детската градинка Клон 4 кај пазарот ќе имаат ликовно изразување во сите техники. Со ова и тие ќе одбележат Светската недела на детето. Средствата од Швајцарската агенција за обнова и развој во општините од регионот ќе бидат искористени за водоснабдување и уредување на реките Морошка и Брегалница. Општина Кочани средствата од Швајцарската банка за обнова и развој во износ од 50.000 евра и 20% учество на општината ќе ги искористи за изградба на нов експлоатационен бунар во Градовски Орман за добивање на нови 30 литри вода во секунда за водоснабдување на градот. Во општина Зрновци средствата ќе бидат искористени за уредување на Морошка река. Граѓаните се одлучија за овој приоритет. Овој проект ќе предвидува уредување и канализација на самото речно корито во централното јадро на село Мородвис, некаде во должина околу 300 метри. Предвидени се 5 нови каскади, реконструкција на 2 постоечки, 3 пешачки моста и не околу него точно 3 скали до реката. Чинарите секако ќе останат. Тоа е должност на проектантот да го дизајнира проектот во склад со природата. Значи, општината учествува со 16,7% од вкупната сума 50.000 швајцарски франци. Во општина Виница средствата од швајцарците ќе бидат искористени за подобрување на водоснабдувањето во градот, а во општината Чешиново Облешево за уредување на коритото на река Брегалница. Во општина Зрновци се гради повеќенаменско игралиште со средства од Агенцијата за млади и спорт. Игралиштето се очекува да биде готово за 1 месец. Започна изградбата на игралиштето во општина Зрновци како дел од проектот на владата за изградба на 100 повеќенаменски спортски игралишта во државата и истото се очекува да биде готово за 1 месец. Моментално, како што гледам, се завршени бетонските работи, останува монтирање на опремата, порамнување на земјиштето. Значи сите млади во општина Зрновци со овој проект ќе добијат уште едно повеќенаменско спортско игралиште. Надеваме се дека младите ќе имаат начин и место каде да ја празнат својата енергија, да го градат својот спортски дух. Повеќенаменското игралиште се гради на површина од 1100 метри квадратни и за неговата изградба се издвоени 6 милиони денари. Во општина Чешиново Облешево во тек е реализација на повеќе проекти, меѓу кои изградба на Колско-пешачка улица во Облешево, како и повеќенаменско игралиште во Чешиново.
Во село Блешево започна изградбата на Колско-пешачката улица. Проектот е поддржан од Бирото за регионален развој, Министерството за локална самоуправа. Вкупниот износ на проектот изнесува 1.151.250 денари, од кои 804.642 денари се обезбедени од Бирото за регионален развој и на Министерството за локална самоуправа, а 346.608 денари обезбедени од буџетот на општината Чешиново Блешево. Изградбата ќе врши фирмата Дит и Мако до Елгостивар, а за вршење надзор над изведбено-градежните работи е склучен договор со Венци проект до Елкочани. Во општина Чешиново Блешево и тоа во населеното место Чешиново отпочна изградбата на повеќенаменското игралиште. Проектот е поддржан од владата на Република Македонија, Агенцијата за млади и спорт, а изградбата на повеќенаменското игралиште е од проектот изградба на 100 повеќенаменски игралишта низ целава држава. Во тек е расчистување и подготовка на теренот. Рокот за реализација на проектот е до 20 ноември оваа година. Вкупната површина на теренот изнесува 1056 метри квадратни, а вкупната површина со обиколната патека 1296 метри квадратни. Во проектот е предвидено игралиштето да служи како за мал фудбал, така и за кошарка и ракомет. Вкупната вредност на проектот изнесува 7 милиони денари. Во општина Чешиново Блешево во тек е изградбата на мостот на реката Злетовица кај селото Жиѓанци. Ќе биде долг 31 метар, широк 5 метри, а ќе има носивост над 15 тони. Вредноста на проектот изнесува 9 милиони и 558 илјади денари, од кои 8 милиони и 100 илјади денари се обезбедени од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, а останатите 1 милион и 458 илјади денари од буџетот на општината Чешиново Блешево. Изведувач на проектот е Пелагонија инженеринг од Штип. Фатени дрвокраци со 10 коњи натоварени со дрва во Виничко. Двајца шумски полицајци вчера во Виница пресретнале поврка од 10 коњи натоварени со нелегално исечени дрва, пошто еден од тројцата дрвокраци удрил и повредил еден од чуварите на шумите, известуваат од Министерството за внатрешни работи. Околу 16 часот вчера кај местото калдрма над филтер станицата во Виница, двајцата шумски полицајци вчера го сопреле карванот од 10 коњи натоварени со нелегално исечени дрва, пошто откако утврдиле дека тројцата дрвари немаат документи за дрвата на едниот од нив, кој имал моторна пила во рацете, му рекле пилата да ја остави во полицискиот автомобил. Но тој прво со рака го фатил едниот шумски полицаец за вратот, а потоа со стап го удрил по левиот лакот. Виничката полиција работи на расчистување на случајот. Рутинска победа со 4:0 на екипите на Кочани на гостувањето кај Речица во рамките на четвртото коло од првата македонска фудбалска лига жени. Екипата на женскиот фудбалски клуб Кочани без поголеми проблеми ја совлада Речица како гостин со 4:0, полувреме 3:0 во надпревар од четвртото коло од првата македонска фудбалска лига за жени. Кочанчанки кои важија за фаворити со една рутинирана и рационална игра, сосема заслужено славеа на теренот во Речица. Кога уште во 22-та минута со головите на Милевска, кочанчанки поведоа со 2:0, победникот беше познат. Во првото полувреме Салихи со нов погодок само ја потврди доминацијата на девојчињата од градот на Оризот. Резултати од четвртото коло: Речица Кочани 0:4, Младост и ДНС Билјанини Извори прекинат во 21-та минута. Ас Юнајтед Тиверија и Статов 2:5, Конзоли победа Куманово 7:1, Борец победа Прилеп 3:1 и Единство Топ Гол 6:4. На табелата со максимален број на бодови 12 водат екипите на Борец, Младост и ДНС и Кочани.
Заврши централниот дневник на телевизија Кочани. Ви благодариме за вниманието со кое населевте. Имајте пријатна вечер.